Втор круг локални избори во источниот регион. Ке се гласа во 6 општини. Во недела, 2 ноември, граѓаните од 6 општини во источниот дел на земјата, односно Кочани, Виница, Пробиштип, Македонска Каменица, Чешиново, Облешево и Зрновци, ќе имаат можност повторно да излезат на гласање и да ги изберат своите градоначалници. Најголем интерес се очекува во Кочани, каде 32.503 регистрирани гласачи ќе избираат помеѓу Владко Грозданов, подржан од ВМРО-ДПМН, и независниот и актуелен ВД градоначалник Венко Крстевски. Во општина Виница право на глас имаат 17.060 граѓани и таму градоначалник ќе се бира помеѓу Митко Костадиновски од ВМРО-ДПМН и Гоце Милевски од СДСМ. Во Пробиштип пак по првиот изборен круг и разлика од само 30 гласа, 12.251 гласач во недела ќе имаат можност да избираат помеѓу Тони Тоневски од ВМРО-ДПМН и Драган Анастасов од СДСМ. Во вториот круг локални избори во Македонска Каменица, 6.650 регистрирани гласачи ќе бираат помеѓу актуелниот градоначалник и кандидат за нов мандат од редовите на ВМРО-ДПМН, Димчо Атанасовски, и Сонја Стаменкова, кандидатка од редовите на СДСМ и коалицијата. Татко на градот ќе бираат и 5.068 гласачи од Чешиново, Облешево. Таму во тесна трка за градоначалничката фотелја се Јорданчо Костадинов од ВМРО-ДПМН и Горанчо Крстев од СДСМ. Откако во првиот круг разликата помеѓу овие два кандидати беше само 27 гласа. И во најмалата општина на истокот, татко на градот ќе бираат 2506 граѓани од Зрновци. Опциите во вториот круг се Борчо Коцев од ВМРО-ДПМН и Ванчо Митев од СДСМ. Утринава започна и дистрибуцијата на избирачките ливчиња за гласањето во вториот круг на локалните избори 2025, а во сабота, освен болните и изнемоштени лица од овие општини, своето граѓанско право имаат можност да го остварат и 92 затвореници од Штипската казнено-поправна установа затвор со прифатени пријави од општинските изборни комисии. Инаку, според Државната изборна комисија, изборниот процес ќе го следат вкупно 1569 наблюдувачи, од кои 904 домашни и 651 меѓународен, а акредитирани се и 14 странски новинари.